Словото Божјо, кога се зборува, тоа е живо слово, кое што е живо семе. И како семе Господ го сади во нас, во нашето срце. И тоа станува дел од нашиот систем на верување. Зошто е важно системот на верување? Затоа што според она што веруваш, такви избори правиш. Ако твојот систем на верување е базиран на паганизам или на суеверија, од типот поминала црна мачка пред тебе, или било петок 13, или било не смеело навечер чаршафот со трошки да го фрлаш, сето тоа се суеверија и се смешни работи и немаат никаква сила, но луѓето кога ги толкуваат им придодаваат сила и според тоа им ја ограничува слободата. И затоа многу од луѓето си ги чуваат трошките до утрината. Ме разбирате? Некој не поминува под стреја, бидејќи мало самовини. Некој не поминува под бандера, оти било несреќа. Некој на петок 13 не знам што не прави. Некој мачката кој ќе му помине, црната мачка бега 3 чекори назад за да не го фати малерот. Тоа се суеверија. И тоа се дел од нашата култура, особено од непросветените. Кога зборувам за непросветени, не зборувам за оние што не се учители во училиште, него зборувам за оние луѓе што немаат просветлен ум од Божјото Слово. И затоа тие се во мрак и во темнина. Нив во животот, системот на верување им е базиран на традиции, на обичаи, ритуали, суеверија. И кога ќе им кажеш дека тоа нема никаква врска и дека е nonsense, значи нема никаква логика и дека само се предание или човечки повелби, тие се држат одбрамбено, сакаат да ги зачуваат сите тие работи како да се дел од нивната личност или нивниот живот. Си била една млада невеста. Младата невеста се омажила, влегле во станот со мажот да си живеат, купувале леп, оној целиот, не на кришки сечен, купувала леп и она што правела. Го сечела едниот крајник на лебот, другиот крајник на лебот и го ставала лебот во кутијата. И мажот ја прашал: добро невесто, да те прашам, зошто го сечеш лебот и од едната страна и од другата страна и потоа го ставаш во кутијата за леб? Ами не знам бре мажу, ама мама така правеше и јас така правам, да ја прашаме мама. Одат кај мајката, односно бабата на зетот. И рекол зетот: бабо, да те прашам, зошто го сечеш лебот и од едниот крај и од другиот крај, па го ставаш внатре во кутијата? И таа се замислила, си рекла: што да му одговорам? Зете, знаеш дека и јас не знам? Мама правеше и јас правам така. Ама незината мајка жива била, па ајде сите, и зетот, и невестата, и бабата, отишде кај најстарата баба. Троп, добро дојдовте, ајде седнете. На кафе дојдовме да ни кажеш еден одговор. Ајде кажете, зошто мамо ти, рекла ќерката, кога купуваше леп, ќе го пресечеше од едната страна, од другата, па ќе го ставеше во кутија. И тај рекла: па мала ни беше кутијата за леп, бе, ќерко. И така она што бабата го правеше, ќерката го наследила, а потоа и нејзината ќерка, односно внуката, го наследила. И покај тоа што имале кутии за леп големи, широки, што вакуумираат и воздух не влегува за одмувла и влага и слично, сепак навиката останала. Така на ова тло постојат навики, кои што се наследени и кои што се стекнати, но не се библиски. Една од тие навики е огнот, кој што се запалува и кој што ритуално се скока, се зборуваат мрсни песни. Друго од тие навики кои што се превземени, кои што го трга фокусот од Бога, кои се? Елките, џуџињата,
Ирвасите, порано кога бев јас дете, не им ги знаев имињата на ирвасите. Сега овие цртани филмови веќе и имиња имаат на ирвасите, а ако анализирате во демонологија, ќе видите дека имињата на ирвасите се демони. И тоа се пропагира преку Волт Дизни продукцијата и цртаните филмови и низ различни форми и облици, за да се децата уште од мали подвеат да движат во лага, да се движат по лажниот пат, да се навикне нивниот ум на заблуда. Заблудата да ја прифаќаат за вистина, а вистината да ја преиспитуваат. Токму тоа и се случи во изминатите години. Кога некој ќе каже одреден факт, се прифаќа како теорија на заговор. Но големиот заговор кој што се направи врз луѓето, се прифати за вистина и добродетелност. Дали разбирате? Ние живееме во свет во кој што кнезот на овој свет е ѓаволот, а тој е оној кој што е лажец и кој што е човекоубиец, и тој си игра со заблуда, со лага, на тој начин да стави крепости во умот, упоришта да изгради од лажни верувања во умот на луѓето. Кога вие имате крепости или тврдини од ваши идеи, ставови, сите тие пречат Божјата светлина да ве огрее и да ви се осветли, да ви се разјасни вистината. Затоа кога се зборува за Христос и кога наидувате на отпор, треба да знаете дека отпорот прво доаѓа бидејќи имаат големи упоришта, но упоришта кои што се изградени на народни традиции, повелби, преданија, суеверија, паганизам и сето тоа станало дел од системот на верување на тој човек. За да се промени животот на еден човек, знаете ли што е потребно? Потребно е првото нешто што Господ го бара од нас, а тоа е да му веруваме на Бога. Зашто е пишано во Словото, без вера не може никој да му угоди на Бог. Оној што верува, треба да верува дека Бог има и дека ги наградува оние кој го бара. Значи, тоа е првиот чекор, да му веруваш на Бога. Знаете ли што значи да му веруваш на Бога? Да му веруваш на Бога значи да престанеш да си веруваш на себе како што до тогаш си научил да живееш. Тоа значи да отстапиш од стариот систем на верување и да прифатиш нов систем на верување. А тој нов систем се базира во односот да му веруваш на Бога. Од тука животот твој се променува во заедништвото со Бога, бидејќи веќе не живееш како да си сам господар на се. Туку живееш во заедништво со Бога. Он ти е татко, он ти е спасител, исцелител, учител, ментор. Он те води во вистината. Разбирате ли? И веќе не сте вуци самотњаци. Туку сте кротки овчички кои што припаѓаат во стадо. А тоа стадо се вика church, црква. Дали се разбираме? Тоа е жив организам чија глава е самиот Христос. И целата црква се храни и се движи секој орган во незе, како што главата кажува дека треба да прави. И ако ние сакаме да бидеме употребени садови Божии, или негови инструменти, или органи, орудие во неговите раце, тогаш потребно е да ги оставиме преданијата, да ги оставиме традицијата, суеверијата и слично, и што да превземеме? Да превземеме нов систем на верување, како што Бог кажува дека е, така е. Не како што народот вика, не како што баба ти викала и правела, или прабаба ти. Значи, зошто разбравте зошто елките не се добри, зошто Дедо Мраз не треба? Божиќ, во знакот на Божиќ, во символот на Божиќ, знаете што се случува? Што треба да биде фокусот? Славење на Бога со благодарност, зашто ја излеа својата благодат врз нас и вистината, за тоа дека не возлюби преку неговиот син кој што го даде за нас и се отелотвори, роден преку девица која зачна од Светиот Дух. Значи фокусот е во Исуса Христа.
не е во ручекот, не е во китењето, не е во елката, но празничниот момент и те како треба да се истакне. Можете да украсувате со се, но да ставате дрво од северот, на кое што ќе има украси, ќе се клањате или ќе се вртите, и вие да не го правите тоа, самиот символ на нешто што е од паганизмот, не треба да е дел од оваа прослава. За Великден, ѓаволот се обидува и Великден фокусот да го премести од воскресението на Исус на Естер. Зато се вика Истер на англиски. А тоа е Божица Истер од скандинавските земји. Одново од северот. Од каде што доаѓа? Кој? Ѓаволот кој што сака да си издигне престол на северот. Океј, разбирате, нели веќе? Што е важно да сватите? Дека секогаш за било кој чекор што сакаме да го направиме кон Бога, секогаш има дефокусирање. Дури кога ќе одлучите да се молите, да читате Библија, телефон звони, ви крчат црева, глава нешто ви се случи, времето се менува, птица тропнала со клунчето, требало трошки да ја дадеш. Иначе има различни ситуации во тој момент кои што се обидуваат да те дефокусираат. Некогаш се проблеми, некогаш се климатски услови, некогаш се вести, некогаш немаш време. Но така и за празниците, за да не се прославува името на Бога. Ете тоа ѓаволот сака да го спречи. И за да успева во тоа, вметнува нешто друго. На место на вистината, вметнува заблуда блиска на вистината, посладка за младите и преку младите да се радуваат и старите да прифатат. И така младите се радуваат за чоколадца и различни други колачиња и пакетчиња за Нова година, односно за Божик, а за Великден децата се радуваат на јајцата што ги кршат, за јачицата ги несела, што нема врска, нели, па ги се тропаат, се чукаат со боите различни, и целиот фокус каде е? И децата од мали се инфицираат. Зошто? Затоа што кога од мали се воспитувани по одреден шаблон или систем на верување полн со заблуди, тие кои ќе пораснат, ќе бидат подалеку од вистината. И затоа вие како родители сте одговорни. Дали ќе го дозволите тоа да се случува во вашиот дом и семејство со изговор: ами сите така прават и нека и нашите прават. Ами нека се радуваат дечиња, се голема работа. Со тоа вие дозволувате не во овој момент, но во годините унапред 10-15, тие деца да растат со заблуда и утре кога ќе имаат копнеш да ја разберат вистината за Бога, они ќе имаат дистанца, ќе имаат отпор кон вистината, ќе имаат нешто што ги одбива. А што е тоа? Нивните тврдини од лаги кои што се изградиле во умот со тие години. Дали разбирате? Затоа е одговорно како родители да оставаме пример на вистинско христијанско живење. Како браќа и сестри, вистински христијани, не да ги критикуваме другите, не смеш вака, не смеш така, туку ние да им покажеме пример како се слави Бога. Дали разбирате? Исус беше против традициите и човечките преданија. Во Марко 7 глава вели вака: околу Исус се насобраа неколку фарисеи и вероучители. Фарисеи и вероучители. Значи тоа се луѓе кои што го познаваат Божиот закон и се активирани или се во служба да бидат во храмот и да ги поучуваат луѓето на законот и тие нешта кои што се од Библијата. И вика, околу Исус се насобраа неколку фарисеи и вероучители дојдени од Иерусалим. Тие забележаа дека Исусовите ученици не го практикуваат ритуалното миење на рацете пред јадење, таков ритуал имале според Мојсеевиот закон. Имено фарисеите, па и сите евреи, држејќи се до преданијата од своите предци, не седнуваат да јадат додека ритуално не си ги измијат рацете до лактите. Догоре. Кога се враќаат од пазар, не јадат додека ритуално не се измијат, а се држат и до многу други преданија, како што се ритуално миење чаши, стомни и други садови. Затоа фарисеите и вероучителите го прашаа Исуса: зошто твоите следбеници не постапуваат според преданијата од старите и седнуваат да јадат без ритуално да си ги измијат рацете?
Тоа е исто како некој поп да те сретне и да ти каже: зошто ти вака и вака не правиш на бадник ова и ова, не го правиш како сите други, а? Зошто за Великден не фрбаш јајца како што сите прават и ние сите целата традиција од апостолот Павле и Петар го правиме толку години, а? Како рап звучеш. Разбирате? И како Исус одговори на тоа? Исус им одговори: лицемери, со извичник. Убаво рекол за вас Бог преку пророкот Исаија: овој народ ме почитува со устата, но срцето му е далеку од мене. Пророкот Исаија, пред да дојде Исус, 800 години претходно пророкуваше. И што кажал? Овој народ ме почитува со устата, но срцето му е далеку од мене. Тоа Господ го кажал преку пророкот Исаија. Многу ми навелат: верувам во Тебе, Господе, верувам во Тебе, Господе. Но, според тоа што го прават, не искажуваат вербата. Вербата ја немаат во срцето. И живеат лицемерно. Затоа првиот збор кога им се обраќа вели: лицемери. Прашањето е: дали знаете дека ова како критика е упатено не до народот, туку до оние кои што го познаваат законот, и на нив им се кажува лицемери. На вас Господ не ви вели лицемери. Но и вие треба да бидете свесни. Дали сакате да одите по овој тесен пат на Христос или по патот на лицемерите? Зашто по кој пат и да одбереш да одиш, ќе си собереш различни плодови. Ако одиш по патот на лицемерието, ќе собереш плодови на лицемерие. Ако одиш по патот на Бога, ќе собереш Божји плодови. Сега вие какви ќе бидете? Праведници во Христос или лицемерни? Ова прашање одговорете си го сами дома, кога ќе решите да молчите за Божич, кога ќе правите циркузи за вашите внуци, за вашите ќерки, за вашите пријатели, кои што кога ќе дојдат, за да не биде незгодно да ве прашат кај ви елката оваа година, и вие за да не ви биде незгодно ќе правите елка. Стоите. Прашајте се: по кој пат тргнавте? По патот што сите го одат? Вие не сте сите. Вие сте избран народ. И вие сте повикани да одите по тесниот пат, пат на правда, на љубов и благодат. Пат на честност, на чистота. Пат кој што Исус го поплучи со неговата света крв. И затоа нас ни е туѓо светското, а не да го прифаќаме како да е дел од нашето секојдневие. Ние не сме од светот. Преку Исус станавме жители на небото. Ако веќе така пишува во Светото Писмо и така сум запишан во книгата Божја, дека моето име е таму, тогаш јас така и ќе живеам. А светот и пријателите ги нема кога вас ви е тешко. Ги нема кога сте гладни, жедни, болни, кога душата ви се раскинува од некоја ситуација. Каде се? Тогаш зошто не дојдат они да понудат нешто повеќе од љубов? Затоа, што вас ви вреди признанието од светот? Одобрувањето од светот? Леле, можеш со убава елка си ставила или убав чаршав си направи со Дедо Мразов. Што тоа вас ви вредат тие комплименти, тие одобрувања? Што тоа вас ве гори, ве пламти? Ништо. Ништо тоа не ве храни. Само ве заблудува. Вие не треба да правите нешто од јас сум кажал. Самото Свето Писмо кажува. И не го правите, јас немам камера за да ве видам таму што правите, вие не правите. Ама вие сами треба да одлучите дали седите на две столици или одите исправно. Внимавајте, немојте да прељубодејствувате. Немојте да бидете лицемерни. Лицемерието е грев и значи изневера. Се залажуваат дека ме почитуваат,
а всушност ги шират своите човечки обичаи, како да се мои заповеди, гласи Словото. Пазете што кажал Бог. Овој народ ме почитува со устата, но срцето му е далеку од мене. Се залажуваат дека ме почитуваат, а всушност ги шират своите човечки обичаи, како да се мои заповеди. Тоа Господ го вели. Таква традиција денеска многу луѓе живеат. Лепче со париче. Късмето да им се падне. Па зарем така ли ки ти се падне късмето? Слушайте да ви кажам. Јас лично сум видел како вас, христијани, новородени, крстени во вода и дух, кои што кога се вратиле на традицијата да кршат лепче, се вратиле во суеверие, во закон, во религија. Знаете што пожнеале? Болест. Проблеми во семејството. И тоа не е затоа што Господ ве казнува, туку затоа што кога живеете лицемерно, тогаш давате пристап на авторот на лицемерието да доаѓа кај вас, а тој е ѓаволот. И многу ми е жал зошто не согледуваат луѓето дека тоа што се случува е всушност избор. Јас избирам дали овој прозор ќе го отворам или ќе го затворам. Јас избирам во оваа куќа што ќе биде и како ќе биде. И во зависност од мојот избор има последици, позитивни, конструктивни или негативни, деструктивни. Затоа ви велам, вашиот избор, ако е да му служите на Бога, не се штедете да кажете ваш став. Јас немам дел во правење лепче и париче. Кажи го тоа на целиот колектив на работа и објасни зошто. Кажи го тоа и на семејството, и на роднините, и на пријателите. И искористи ја можноста да кажеш дека изворот на твојата среќа, късмет или благодат и благослов е самиот живиот Господ Исус Христос. Не премолчувајте. Нека ве гледаат како ненормални забегани секташи. Вие фајде од тоа што ве гледаат така немате. Вие имате само бенефит ако останете по овој тесен пат. А тој бенефит знаеш ли кој ти е? Да имаш мир, семејството да ти е во Божјото присуство, да имаш чистота, да си мирно спиеш, да знаеш дека Божјиот благослов тече врз тебе и ништо не го краде. Ти дозволуваш ѓаволот да ти го украде благословот во оној момент кога действуваш лицемерно и кога наместо да се држиш на вистината Божја, ја прифаќаш лагата и правиш микс, коктел. Во тој момент нема да очекуваш дека нешто добро ќе дојде. Затоа истото го зборувам, да не се молите на икони, да не се клањате, да не практикувате такви преданија и обичаи, да не бидете во ништо заразени и инфицирани од суеверија, паганизам и традиција, бидејќи самиот Исус објаснува дека тоа не е правото. Овде кон го кажува за миењето раце, но тоа се однесува за сите човечки повелби, преданија, кои што се наметнуваат наводно дека се Божји. И Исус што вели? Вие ги оставивте Божјите заповеди, а ги чувате човечките преданија. Лукаво ги укинувате Божјите заповеди, за да ги чувате своите преданија. Во 13 стих вели, значи укинувате Божја заповед, за да ги воведете своите преданија и многу други вакви работи правите. И потоа објаснува во врска со самата забелешка која што е упатена, поврзана нели со ритуалното миење на раце, и објаснува дека не е гнасно тоа што ќе се внесе со нечисти раце, туку она што излегува од устата на човекот. Меѓутоа, фокусот е овде дека Исус не почитува човечки преданија,
Ако самиот Господ не го почитува тоа, тогаш зошто вие почитувате? Зошто вие почитувате? Вие си знаете кој си правите така. Правете се ако мислите дека јас грешам. Правете го. Секој има свој пат. Јас нема да ви се налутам. Но после тоа, размислете. Размислете дали тоа ќе ви донесе бенефит, ќе сте посреќни и позадоволни, или ќе отвори врата или прозор за крадецот да ви го украде благословот. Пасторе, зошто мир немаме по дома? Викам, кој отвори врата на крадецот? Каков крадец? Ајде, тука објаснуваме кој е крадецот, кој е лажецот, кој е човекоубиецот, како се отвара врата на тој, како му се дава пристап до најскапоценното ти твое чедо, до твојот мир, до оно што Бог ти го дал како благослов. И после деца болни. Знаете колку деца се споразболеа, ги фати отровот што се прска? После Халоуин, сите деца што беа маскирани се поболеа. Сите ги фати, беа подложни на сето тоа што се ширеше во воздух. Но оние деца, кои што беа учени да одат по вистината, беа многу поздрави. Со една настинка надминаа се. Ниту пневмонија, ниту друго направија. Тоа не значи ако се разболи бебе или дете дека секогаш родителите правеле отстапка или грев. Не значи. Но во дадени моменти и како има улога кога некој прави несвесни одлуки или ставови или избори со кој што не е свесен дека остава простор ѓаволот да има улаз или влез во самиот дом, во самото семејство. Затоа се зборува и на вашиот маж, ако не е тука, и на вашата жена, ако не е тука, и на вашите деца, ако не се тука, и на вашите внуци, ако не се тука. Зашто ако молчите, правите грев. Зашто пишено е во Словото, кој знае да прави добро, а не го прави, чини грев, врши грев. Сега вие разбравте што е добро, а што е лошо. Да не знаевте, поинаку ќе беше, ама веќе знаете. Кога веќе знаете, украсете си со ламбички, еве пример сме оставиле. Фала Богу на сестрите што ги благослови да има еден пристап, пак е украсено и се, но елка дали видовте? Не. Дрво дали стои среде соба високо? Не. Дедо Мраз дали видовте? Снешко, еве имаме снешковци. И си играме надвор во дворот. И кај нас се е само снешко. Да се обележи детскиот аспект. Но, фокусот тоа, бадни вечер, се знае што е бадни вечер. Се исчекува моментот да се објави таа радосна вест дека Исус се роди. И тука нема Дедо Мразот да дошол, кој е добро дете, ќе му давало пакетче, преска додека требаше да дојдеме овде, се движиме во трговскиот и еден невоспитан Дедо Мраз облечен, така, пристапува, дојди на Сиона и пристапува, дојди тука, ја тегне за да се сликаа таму, јас си држам, она си гледа напред, заќе си гледа напред, поминавме така како низ воздух, поминавме. Ама таткото и дека види, јас сум Дедо Мразо, тука е до друго. Ни таткото се сврте, ни децата остана со отворена уста и се чудеше што не беше моментот да се евангелизира, бидејќи многу беше внесен во улогата. За жал. Така да, луѓето си живеат своји приказни, бајки, измислени. И така со бајки си веруваат во своите замислени фантазии, приказни, и во такви замислени филмови некој е супер звезда, некој Елизабет Тейлор, иако е грда, сосема грда и во душата и во лицето, друг се мисли дека е херој, а е кукавица и плашливец. И така има различни ликови со различни идентификации. Но нашиот пристап кон сите тие ликови, знаете ли кој е? Да им ја покажеме светлината, рефлекторот што дава живот,
Живиот рефлектор, тоа е Исусовата светлина, Словото Божјо. Како? Преку сведоштво што го имаме, преку она што сме го искусиле, преку средбата со Исус што ние сме ја доживеале. Да им покажеме дека Исус е жив преку неговата љубов. Како го правиме тоа? Кога постојано сме благодарни и кога со таа благодарност пристапуваме кон Бога. Пишува во 2 Коринтијани 2 глава 14 и 15 стих. Но благодарни сме му на Бог, кој на чело со Христос секогаш не води во победа. Во што? Победа. На чело со кого? Со Христос. Значи победа во сите аспекти на нашиот живот имаме кога сме со Христос, бидејќи таа победа е загарантирана преку Христос. Амин. Вели, преку нас, преку кого? Преку нас, тој, Бог, ја шири насекаде, ја шири вистината за Христос. Значи, преку нас, што прави Бог, луѓе? Ја шири вистината за Христос. Како што се шири миризливоста од пријатен мирис. За Бог ние сме како пријатен мирис, што го приближува Христос кон сите. И кон оние што го прифаќаат и се спасуваат, и кон оние што го одбиваат и пропаѓаат. Значи, преку нас се шири тој мирис. Тој благопријатен мирис. Знаете, порано, кога се живеевме во зграда во Велес, кога се качував по скалите до 5 спрат, немавме лифт, и јас знаев која куќа што готви. Ама, знаев запршки, кој ориз прави, кој грашак, значи, не знам кој не знаеше, сите се знаевме. Меѓутоа, особено беше интересно кога на 4-тиот спрат ќе поминев и кога ќе замирисаше на печен пандишпан со ванила. И тогаш јас се качував дома, се прибирав и ќе кажев на мајка ми, тетка Верче правила торта. И она знаеше дека треба да отиде на кафе. Кога мајка ми готвеше нешто, Верче се качуваше горе на кафе. И тоа се тие комшиски убави моменти на делење, споделување, деца, едно, друго. Меѓутоа, гледате, тоа го нема сега. Ама целта, што сакав да ви ја кажаме, тој мирис привлекуваше. И денеска привлекува, нели? Ама го привлекува мешко од ралешко. А она што сите нас не привлекува, знаете ли што е? Мирисот на Исус. Ти тој мирис на благодат, на мир, на љубов, го шириш. Го шириш и ги привлекува луѓето. Некои кои што се привлечени, ги привлекува за да го прифатат Исуса Христа и да се спасат. Ама други го одбиваат тој мирис и пропаѓаат. И иако мирисаш на чисто и на убаво, за нив мирисаш како твор. И тоа не треба да ви навредува, само треба да сватите. Некој што постојано живее на буниште, нормално дека нема да му се свиѓа убавиот мирис. На таквите само можеш да им простиш, да им со толеранција и љубезност да им посочиш, но не можеш да ги научиш ако не сакаат. Значи, ние имаме задача, Бог не употребува да ја шириме благопријатната мирис. И сакам да завршам со Јаков 2 глава 13 стих. Инаку на судниот ден Бог нема да има милост спрема оние што биле безмилосни спрема другите. Милоста ја поразува осудата. Милоста ја поразува осудата. Повтори. Милоста ја поразува осудата. Значи, давај милост за да бидеш помилуван. Зошто? Затоа што милоста ја поразува осудата. Ако даваш милост, ќе бидеш помилуван. Како даваш највеќе милост? Кога го шириш благопријатниот мирис и ја шириш Божјата милост, ја даваш Божјата милост, Божјата благодат. Овој Божик и овие празници нека бидат обележани да ги памтите со тоа што ја подавате вашата рака и ја манифестирате Божјата милост кон сите луѓе. Било тоа да се спремни да прифатат или не се спремни да прифатат, подајте вашата рака и подарете милост, помош,
љубов, време, внимание, гест, подарок на оние што имаат, на оние што немаат, на секој на кој што Бог ќе ви посочи во срцето. Потрудете се. Потрудете се без да штедите, без да внимавате колкав трошок ќе ви биде овој Божик. Божик и овие празници не се време за штедење. Не е време за размислување на криза. Време за евангелизирање со дела. Амин.